сме во огромна болка цело Кочани. Кочани ни почина. Ни умре градот. На вакви прашања како вашето немам ни сила да одговорам, ниту можам да дадам коментар. Ние имаме само огромна болка. Градот ни почина. Дали меѓу загинатите имате близок? Цел град имаме блиски. Ние сме мало место. Нема семејство каде што нема починато дете. Сите се тоа наши деца. Ако не е моето дете, тоа е детето на мојот пријател, другарчето на мојата ќерка. Нема семејство што не е во црно. Градот ни почина, надежта ни почина. Кои се причините за оваа трагедија? Не знам, не можем да ви кажам. Да. Можеш ли да се избегне? Немам коментар. Нема фамилија што не е погодена. Или пријател, или роднин, секој е погоден. Во градот со 25.000 жители, сега вече да зборам од Србија. Тоа доаѓа геноцид на Кочани. 60 души на 25.000, на 400 души доаѓа по еден човек да умира. Не знам дали ќе има крај на ово веќе. Веќе не знам дали дното има дупло дно веќе. Дната са веќе сите дна веќе. Не знам, народот нема кој да го победи едноставно. Све живо што има управи да се тоа оставки да се дадат, да се смене. Само привремена управа во Македонија. 5 години да се стават независни луѓе, да оправат работа, после нека има избори. А овие партии, сегашност, тоа треба сега да се избрише и поново да се регистрира. Али 100.000 потписи кои ќе собере, тогај да биде партија. А не со двојца партија. Зашто? Имавме роднини, што за жал почина и тоа у болницата и тешко е. Корупција. Насекаде. Секој насекаде корупција. Тоа е. Ако сега се избори, колку и дали оваа трагедија, несреќа во која згасна невини животи, ќе биде мотив за политичка криза. Конечно, оставка на градоначалникот во Кочани. Преку 15 години, оваа супа на македонска транзиција сведоци за атрофија на системот, на институциите, за неказнивоста, за башибозлукот, да им се прогледува на низ прсти, на луѓе кои хараат и се причина да се случуваат вакви трагедии. Причините се што мислам треба инспекторите да водат сметка во какви објекти се сместуваат луѓето и од каков материјал направено, потоа луѓето што водат не ги исполнуваат условите, мали деца примат, нели, до 18 години не треба да влезе во дискотека, така ли? А тие ги пуштат од 14 години. Потоа многу луѓе се примени, место 250 карти продадени, тие 500 влегле внатре. И како ќе излезат? Исто објекто не е по стандардите направен. Да речеме нема излез со една врата, влегување и излегување. Кај тие луѓе ќе бидат?
Едначко ми беше што да правам дека да идам, што да живеам. Пуштете и на коленците на најгоре на зид и пуштете нека гледам. Господе, касни ги. За кој да живеам, за кој више да живеам, едначко ми беше. Ке жалеме ние за децата крвта да му еба. Тоа не е диско, тоа е фактички како едно, да речеме, што да кажам таму. Тоа едно време беше како дисконт таму за ово, кажи го, млечни производи таму, имаше дисконт таму. Пред тоа Тепси беше, сега е како достава на млечни производи. Такво диско не постои у Граново. Марија и Ице и на една колешка синчето. Јас како родител на две близначки од 3 години кои што вчера полне ја изгубивме најдобрата другарка. Наместо да славиме роден ден, ја баравме, а како родител јас не чувствувам безбедност во оваа држава повеќе. Ти не знаеш твоето дете дали ќе го испратиш, дали ќе го дочекаш живо и здраво од било дека веќе. На улица е страшно да го имаш пуштено, а не во диско или каде и да е. Многу лошо. Гневни на башибозлукот, на корупцијата која владее речиси на секаде. И конечно во Кочани градоначалникот одлучи да си поднесе неотповиклива оставка. Но дали со неговото повлекување ќе се решат проблемите? Делот граѓаните со кои имавме можност да разговараме, велат проблемот е далеку поголем и позлошен. Низа на несреќи не се случуваат во изминативе месеци, години. Но одговорноста кај нас веројатно е мисловна именка. Како по обичај, секогаш кога се случуваат вакви трагедии, власта и опозицијата си ја префрлаат вината, а притоа обидувајќи се да заработат политички поени. И овој пат на грбот на граѓаните, а граѓаните се револтирани поради нефункционалноста на системот. Ние веќе ги изгубивме нашите исакани и млади. Веќе што и да се направи џабе. Гнев и немоќ поради целиот систем. Социјалните мрежи зовреа. Граѓаните и бесни и разочарани. Комуникацијата и навредлива и безмилосрдна. Колективна тага и траума, солзи, барање, одговорност. Неправда која очигледно со децении убива. А кулминираше со Кочани. Во вакви времења тешко се гради и одржува баланс. Во четвртокот во Кочани беа погребани 31 лице. Најголемиот дел млади деца. Од вкупно засега 59 починати и повеќе од 170 повредени. Рано наутро, додека пациентите и телата на починатите се транспортира, еден човек се обиде јавно, гласно и сликовито да размислува. Познат македонски маратонец. Денес бев во Кочанската болница цели 17 часа. Бев до оној момент додека не ја испративме и последната жртва
на пат на Скопје до судска медицина. Денес во Кочани бев сведок на една од најтраурните мои сцени во животот. Игор, што се случуваше во тие 17 часа додека беше во Кочани? Здраво, Горест. Се одзвав на твојата покана, иако верувам дека и ти си свесен дека не ми е седно. Јас знам дека предизвикав големо внимание, ја не очекував такво нешто. Сакав да останам доследен на тоа што сум цел живот и моја спортска кариера, сепак јавна личност сум, отворен сум. Меѓутоа ќе се обидам во ова твое гостување да се држам на едно ниво кое што ќе биде пред се поради почит кон жртвите и почит кон нивните семејства. Верувам дека и се сложиш со мене. И се она што ќе го дискутирам ќе биде само од мој човечки хуман аспект, нешто што јас би го направил и истиот ден кога го направив. И цел живот, додека можам, јас ќе се држам на тоа и во секој момент на било кој, отворен сум за се, на било каков начин да помогнам, и тоа е мојата една од светите животни мисии. Токму така и изреагирав тој ден. Само иницијативно, значи, тргнав кон Кочани веднаш што ме прочитав рано сабајле веста. И таму на лице место кај болницата, каде што требаше всушност, нели, да се покаже во моментот една присебност, еден момент на да покажеш таа на некој начин ќе се изразам на особина која што имаш дадена од Господин, помагаш на луѓето, малце достанеш присебен. И јас целиот ден останав таму. Имаше многу предизвици, почнувајќи од семејството кој што доваѓа на лице место, обезбедување на секакви во моментот неопходни работи кои што беа потребни за нив, транспорт, возила, имаше многу гужва, значи да помогнеш на некого да го одвезеш, да останеш во болницата, да им помогнеш на било кој таму. Црвен крст беа многу, имаше многу медицински екипи. Точно дека малку се создаде еден хаос. Меѓутоа тоа беше контролирано. Премногу активности во исто време и мораше да се внимава, затоа што едноставно не знаеш кој у моментот доаѓа од роднините и кој ќе го доживее шокот. Доволно беше во некој момент дури едно шише вода да дадеш на некој, значи да не препадне да падне, значи да се најдеш присебен во тој момент. Доаѓа, значи, возила со пијалоци, со вода, да се истовари, да се стави столчиња, значи носеа од ресторани, од некои, значи тука што беа поблиску. Значи основни работи кои што беа потребни, беше и сабајлето малку студено, потоа малку затопли, па имаше и кебини и такви работи. Значи многу работи се случува со брзината на светлината. Ете, јас се најдов тука и сите заедно, значи не сум само јас, имаше и други граѓани што дојдоа таму, што помага, имаше од Црвен крст, значи јас искрено им одавам, јас се ставам последен, верувај, така размислам самокритично, меѓутоа им одавам невидено признание на сите што беа од Црвен крст, што беа од МВР, што беа болничари, доктори, медицински сестри, шофери на истите. Видовме што се случи со еден шофер. Јас ги гледав тие луѓе нон-стоп. Значи баш и сега додека зборувам, го враќам сеќавањето, ми остави впечаток една медицинска сестра која што ја гледав, толку беше едно младо девојче, мислам 21 или 2 години, значи таа беше толку фокусирана, толку беше 200 на сат, ние што викаме, значи беше цело време на нозе и само гледаше лево десно. Имаше такви како нејзе што јас би ги нашол и би им дал некое признание за животно дело. Тоа е, значи, навистина се потребни луѓе во тие моменти кои што ќе дадат се од себе и навистина го поседуваат тоа што може би некој не го поседува до таа мера и може да значи дефинитивно спасување на некој живот. Во тие моменти кога ги носеа делот веќе починатите, делот повредените, што ти беше приоритет? Не, тие веќе беа внатре, беа во болницата. Јас кога стигнав таму, тие веќе беа внатре. И таму, значи, кај жртвите се упатува нивните семејства,
бара информации, мене ми стига пораки, например, да помогнеме во, нели, дали е таму тоа лице, па тука имаше контакти со МВР, нели, полицајците имаше веќе задолжени и нивни што има списоци се и тие нисам свесни беа дека треба да им соопштуваат и тие требаше, нели, да ги идентификуваат, па тие информации, тој проток, нели, како да им соопштиш, како да им кажеш, се случуваше и некои мене лично што ме познаваат, знае дека сум таму и сега конкретно, значи, те прашува за лице, те покажува слика, се. Значи, тука ние во комуникација со МВР им ги едноставно и на нив им беше битно на припадниците од МВР да, нели, кога ќе ме соопштат 200 пати да во просториите кај што беа жртвите ги идентификуваат и така да тој список се знаат едноставно, да не ги барат. Во видеото кое го објави на социјалните мрежи, велиш да газиш преку мртви, да гледаш јагленосени тела, локви крв, да ги пакуваш, да им пишуваш имиња, презимиња, да ги товариш, да гледаш семејства како се распаѓаат, како не им се живее повеќе. За жал тоа беше вистина и тоа се случуваше. Пред се тоа го работеа стручните луѓе. Ете, се случуваше со некој семејство. Едноставно не може луѓето да постигнат таму сите. Ние ги придружувавме некои семејства, значи мајки, татковци кои што во ходниците, значи не можеа ни полицајците да постигнат, плюс реално многу проток на луѓе, медицинари, не може на се, значи тие држаа ред, да, тие за тоа се таму, меѓутоа верувате дека и на нив им беше тешко и се гледаше тага и кај нив. И сега, јас во еден момент таму кажав недолжни, значи тие мора да претрпат буквално све некој, значи да упати некој збор. Не лично за нив, тука едноставно знаете во тие моменти се и се што апсолутно разбирали од тие воопшто не ни замерија на тоа ништо, меѓутоа за жал тоа се случуваше и тоа траеше цел ден и ние колку можевме им помогнавме на нив и да ги смириш и се и секој се наоѓаше во тој момент. Зарем треба вакви несреќи да ни се случуваат и невини животи да згаснуваат за да се преземат мерки за да се спречат вакви трагедии? Да, тоа беа и тие мои зборови што ги кажав во тоа видео. Тоа е за жал наша реалност, сурова реалност. Не научивме ние како општество, не навлегувам во нели кој бил, кога бил, како бил, зашто бил. Едноставно напатена земја сме, сите го знаеме. Гледате каков гнев имаше по социјалните мрежи. Бараат луѓето правда, бараат подобра иднина, подобро утре, нешто да се преземе. И јас тоа цело време го велам, зошто на нашите грешки и на нашите несреќи да учиме и да ги поправаме. Нели можеме конечно ставиме точка, да, тоа е, не го измислувам јас тоа, не е тоа нешто од мене, тоа е вистина, тоа е жива реалност за нас. Нешто едноставно мора да се промени. Како може да се промени во едно поделено општество, нефункционални институции? Тоа не би го коментирал баш, нели така. Не сум, тоа е ваше право. Јас ќе кажам дека имаме предизвици. Точно е дека имаме предизвици каде што нели можеби вие сте потполно во право, бидејќи нели гледате што се случува после тоа дека има мерки соодветни, дадете дека има некоја конкретна акција, да, може тоа е, така е и издржано е. Меѓутоа дефинитивно треба нешто да се направи, сите ние треба да направиме. Значи не тие кои што да, тие се оние кои што треба да го спроведат тоа. Меѓутоа верувајте дека јас како нормален граѓанин, како родител, така, вие, било кој, како на каков начин, дали со воспитување на нашето дете, дали некој професор со воспитување на целото одделение, дали било каков лидер со некоја група, ние сите мора нешто да направиме и да доведеме се во ред, за да не доаѓа до ова. Па од ова не може пострашно да има нешто за да ни се отвори таа визија за нормален живот, што велат сите. Веќе ја не кажувам ништо ново, веќе сите велат и слушаме на јасни пораки
дека од сите, значи од тие што го водат редот и што се влијателни и авторитети се, тие велат дека ради некакви работи кои што се неморални, кои што се против законот, значи некој се стекнал со нешто за некој да страда. Тоа ја не го измислувам. Тоа ние го, како нормални граѓани го слушаме од авторитети, од високи функционери, од се. И ние сепак треба и на нив, или ние во општеството сите да направиме нешто за да бидеме дел од таа така наречено подобро утро. Дефинитивно. Тука мора да преземеме нешто. Еве јас појдов од мене и кажа, еве јас сум виновен. Можеби помалку. Се гледам виновен затоа што сум родител и можеби како родител треба нешто повеќе да направам за моето дете. Иако моето дете е полнолетно, сепак чувствувам вина дека можеби не сум обрнал внимание во она мера во која што треба. Ето, така би го дефинирал тоа. И во иднина исто ќе се посветам јас и онаму кај што се чувствувам како лидер еве во спортот, например, да делувам на моите спортисти кои што ги тренирам. Години на молк водат до минута молк, ќе констатира Мерсиха Шукри од Македонската филхармонија. Многу јасна порака. Година молк за минута молк, да. Искрено, не сум го прочитал, ама сега како ми го кажа, тоа е тоа. Навистина, тој молк. Премногу толерираме, премногу ги потиснуваме проблемите, ги ставаме под тепих? Премногу сме толерантни, треба да бидеме толерантни искрено, меѓутоа до кога и до каде, до која граница. Што значи тоа што го велиш ти толеранција во смисол да што треба да се толерира, а што не? Односно, до каде треба да се оди на она моралното и до каде треба да се оди на она што навистина е правило, правда, закон и така натаму. Треба ова сите да не разбуди. Ова дефинитивно треба добар шамар да ни биде на сите. Под наводници. Значи, мора да се освестиме, мора да преземеме нешто. Еден град е погребан во Македонија. Еве ја така го чувствувам Кочани. Тоа што го видов јас во неделата, можам слободно така да ти се изјаснам. Тој град можеби ќе му треба цела генерација да почне да живее. Не 5, не 10 години, цела генерација да се смени, нешто да се случи. Ја мислам дека тоа се години и години за тој град да почне да живее нормално. Ќе кажам уште еднаш, јас го сакам Кочани. Многу пати сум бил таму, сум бил и на атлетски настани, се познав со луѓето таму, има луѓе кои што се таму организатори на спортски настани, кои што постојано сме во комуникација со нив. Дури има еден аматер атлетичар кој што доаѓа на трки, кој што почина во пожарот. Ето, тоа е со сигурност го кажувам. И јас веќе кога дојдов таму, еден од спортистите кои што се занимаваат со рекреативно трчање, кои што имат група, кои што и планинарат и трчат, доаѓаат на трки, он лично ми кажа, вика, најверојатно така и така беше, така испаде. Мислам дека добро оди работава сега околу ова, како никогаш акцијата е поконкретна, го гледаме сите тоа. Тоа не може да го занемариме. Значи има конкретна акција, конкретно се збори, директно се посочува каде е вината, кој сгрешил, како сгрешил и ова јас прв пат гледам вака на надеж. Може ли една ваква несреќа да ги обедини граѓаните без разлика на етничката припадност или да создаде нови канали на раздор? Нема да создаде. Ова ќе видиш, еве, јас сум длабоко уверен дека ова ќе биде обединување на секоја основа. Длабоко сум убеден. Еве, ти го тврдам тоа со 100% и давам еден апел до сите, без разлика на било каква нема поделба веќе. Сите мора да се обединиме, зашто ние немаме друга држава, немаме не знам што друго. Едноставно сите сме тука заедно, сите живееме во нашата Македонија, сите сме од крв и од месо, сите сакаме семејство среќно, сите сакаме иднина. Ја не знам дали има уште некој што се храни со нешто друго. И во ова време, дали е потребно такво нешто? Апсолутно не. Ова треба дефинитивно да не обедини. Еве, нека ме слушнат сите што се поделени под било какви основи. Ова да не обедини сите. Во студиото во Трилинг доаѓаш директно од Кочани, од погребот на 31
младо лице. Само ќе кажам, како граѓанин бев да ги испочитувам и моето го направи. Две авионски несреќи на Палер и Авиоимпекс ставија белег на почетокот на државноста. Потоа следува деценија на нова неодговорност. Повеќе од 150 луѓе загинале во несреќи изминатава деценија. Заедничко за сите овие трагедии е немањето одговорност. Се сеќаваме сите или барем постарите од нас дека во 2009 година се случи бродската несреќа во Охрид, во кој животот го загубија 15 бугарски туристи. Невремето во 2016 година и поројниот дожд во скопските села Стајковци и Сингелич ги однесе животите на 22 лица. 45 луѓе загинаа кога автобус на Беса Транс кој немал лиценца се запали кај бугарскиот град Перник, враќајќи се од летување од Турција. Автобус пак на Дурмотурс со 51 патник на релација Скопје-Гостивар излета од патот кај скопското село Ласкарци. 2019 тогаш загина 16 патници. Во модуларната болница во екот на ковид пандемијата во Тетово во 2021 година во страотен пожар животот го загубија 14 луѓе, а десетина лица беа повредени. Има ли крај, некој ќе праша? Веројатно, се додека не се лоцира одговорноста и се додека не профункционираат институциите, вакви пропусти и вакви трагедии секогаш може да ни се случуваат. Се сеќавате на каков отпор наидуваше секоја наша иницијатива за проветрување, ветинг, но и она што значеше комплетен реизбор на судството и правосудството. Затоа што и денеска ние мораме да внимаваме што ќе снема во истрагата, не само што ќе биде најдено. Имавте многу статуси сега по социјалните мрежи и од обвинители и слично кои учествували во модуларната болница. Што сакаме ова да биде еден куп жртви од едната партија, друг куп жртви од другата партија? Загинаа младите, дали ја погребавме иднината. Кочани, ден потоа, пораз за возрастните. Во Трилинг и во Величковски. Величковски нема да биде чудо да речеме дека сме откриле Америка, дека држава ни е корумпирана до besкрај. Но може, ако се следи траекторијата на овие диалози на власта, дека премногу сме корумпирани, криминализирани, всушност се обидуваме да ја релативизираме работата и да избегаме од политичка одговорност. Да, и тоа го забележувам низ партиските мегафони на власта, медиумски распоредени на различни места, кои што се обидуваат да кажат дека сите сме виновни. Не, виновни се тие кои што корумпираат, тие кои што се корумпираат и тие кои што заработуваат на нелегален начин во изминативе, слободно можеме да кажеме, повеќе од 25 години. За да ја отворам темава на вистински начин, за да спречиме уште некоја голема трагедија. Да ги отвориме прашањата онаму каде што сме застанале пред десетина и повеќе години. Слободно можеме да кажеме и 20 на години. Забележувате дека во Кочани, Делчево, можеме слободно да зборуваме во тој триаголник со Велес, Свети Николе. Функционираше една, или сме заборавиле дека функционираше една така наречена франкфуртска мафија, која што, ќе ве потсетам, не може да биде дел од организираниот криминал доколку државата не стоеше зад неа. Сетете се за улогата на Кочани во минатиот систем и кои се служби беа распоредени во него и исто така кој беше третманот на, така да го кажеме, источниот дел од караулата на тогашна социјалистичка Југославија кон Бугарија и кон Албанија. Едноставно треба да зборуваме за фактите. Таа мафија не се јави сама по себе и нејзините последици ги гледаме денеска во Кочани. Ќе ги отворам натаму прашањата. Дали единствените загуби на струјата се случуваат во Арачиново, како што се обидува да кажуваат партиските мегафони, или ќе најдеме локации во тој триаголник кој што го споменав и се протега се долу до Струмица? Ајде за овие прашања да зборуваме, бидејќи организираниот криминал е тој кој што овозможи натаму ниту судство, ниту обвинителство да не регистрираат
комплетно обиди за рекетирање, за насилничко однесување и слично. Таа мафија беше трансформирана, но не значи дека не постои. И ќе ве прашам како заврши аферата Детонатор, која што спонтано се јави и спонтано ја снема. Источниот дел на Северна Македонија е под окупација од, слободно можеме да кажеме, старите структури и се држи во очигледен притисок, но тој притисок сега попушти. Попушти на најслабата карика, на оние кои што се најмалку виновни за тоа. На 60 млади животи. Нема да зборам за сите оние системски пропусти, како се наоѓале малолетници во дискотека, како таа функционирала. Таа функционирала во мандати на најмалку 3 или 4 локални самоуправи раководени и од СДСМ и од ВМРО-ДПМН. Таа функционирала во Министерство за економија раководени и од ВМРО-ДПМН и од СДСМ. Таа цело време требала да биде инспектирана како и сите други угостителски објекти. Но зошто не било тоа така? Дали е тука сплетот на организираниот криминал кој најлесно ги наоѓа своите патишта во таквите делови од ноќниот живот? И конечно да се запрашаме дали потоа се перени пари кои што понатаму се движеле сакате низ градежништво, сакате низ игри на среќа и кои што биле пуштени во легалниот промет. Не е точно дека сите сме виновни. Виновни се тие кои што ќе бидат најдени во една ваква истрага, која што ќе биде многу поголема и од тие причини, меѓу другото, сметам дека премиерот Мицковски одби меѓународна истрага. Кога власта вели тргнавме и нема запирање, и кога велат предлабока ние имаме голема мафија, се поставува прашањето кој е капот ди тути капи во државата. Нека кажат. Ние ги охрабруваме во тоа. Но нека да се сочиме и со другите факти. Штом тоа го велат, значи дека знаат. Штом знаат, значи дека имале допир со неа. Може би ги имат во своите структури, партиски, политички. Може би се инсталирани во државните, правосудните и слично. Се сеќавате на каков отпор наидуваше секоја наша иницијатива за проветрување, ветинг, но и она што значеше комплетен реизбор на судството и правосудството. Затоа. Затоа што и денеска ние мораме да внимаваме што ќе снема во истрагата, не само што ќе биде најдено. Имавте многу статуси сега по социјалните мрежи и од обвинители и слично кои учествували во модуларната болница. Што сакаме ова да биде еден куп жртви од едната партија, друг куп жртви од другата партија? Нема зошто да молчиме сега. И затоа кажав и на почетокот на неделата. Ние сме веќе поделени. Од една страна се тие кои што заработуваат на нашата крв, бидејќи крвави им се рацете. Од друга страна сме ние кои не сакаме веќе ова да се повтори, ниту смее да се повтори. За жал доцнеме. Но сега ќе им биде јасно и на вашите гледачи и на многуми на други зошто одредени структури во политиката биле саботирани, уништувани и маргинализирани, за да може организираниот криминал преку овие партии и преку нивната олигархија да функционираат непречено. Еве ги последиците и уште последици ќе се јавуваат доколку вака продолжиме. Митото е ДНК на општеството, ова е битка и со мафијата, бомбастично најавуваше премиерот Мицковски денеска. Ако таа не инсталира во секоја власт, дали оваа битка на Мицковски ќе заврши како она во 90-тите на Црвенковски кога ја отвори аферата Октопод? Ова е истиот, ќе ги кратиме пипците на Октоподот. Не, пипците не беа скратени, само беа продолжени. И само ја видоизменија својата траекторија на движење и траекторија на движење на собствените пари. Затоа повторно ќе ве вратам назад. Погледнете во источниот дел од Северна Македонија, каде е најголемо иселувањето? По глава на жител. Започнува во Кочани. Каде се одвива натаму? Виница, Делчево, Берово, Пехчево. Мислите дека е тоа нешто ново? Свети Николи исто така, Велес. Не. Таа иста мафија или таа иста корупција владее и таму, како што владее и во други делови од државата. Затоа што никој не сакал да се пресмета со неа. А оние кои што сакавме, бевме тргани и маргинализирани на страна, повторно ќе кажам. И затоа сега слободно можеме да процениме дека и олигархијата која ја создаваше или учествуваше во создавањето на поделбата, крупниот криминал низ приватизацијата кај белите крагња, ситниот криминал кај организираниот криминал во делот на бруталниот и насилниот криминал, кај структурите блиски до полицијата. Сега таа олигархија ќе се плаши од истите насилници под кои не може да се движиме ниту вие, ниту тие на улица. Величковски, дали се создава атмосфера на бонапартизам или нас, или нема држава? Партиите може да зборуваат што сакаат.
Затоа и не влегувам во стапицата, како велат и од парламентарната опозиција и од власта, да не го политизираме случајот. О, не. Ние мораме да го политизираме случајот, бидејќи станува збор за политика на уништување на сопствената држава. Ние сме против, тие нека си бидат за досегашното уништување. Но она што не смееме да го дозволиме е партизирање, бидејќи партизирањето, ве потсетувам, во сите овие дозволи кои што били издавани, во целото толерирање на функционирањето на нелегална дискотека, учествувале во најмалку 3 мандати, а слободно можеме да кажеме и повеќе, сите партиски функционери именувани од министри надолу. Дали помалку не е морбидно да си правиш пиар на луѓе кои се борат за живот и при тоа да велиш дека тоа го правиш од човечка и хумана димензија? Говорам за министерот за здравство и за премиерот. Дури го слушнав министерот Таравари вели тоа мене ми обврска. Според закон, според кој закон? Не, на министерот Таравари му е обврска да организира добар здравствен систем, а не како во случајов 70 луѓе да се лечат во Северна Македонија, а над 100 да се лечат надвор. Истото се однесува и на премиерот. Истото се однесува и на господинот Вучич, кој што отиде и се сликаше со нашите пациенти таму. Истата матрица води до истиот страф, од кој што властите и во Скопје и во Белград се плашат. Но тоа не е предизвикано од некоја партија. Тоа е предизвикано од чувството на гадење, кое што граѓаните, конкретно можам да зборам за Северна Македонија, го чувствуваат кон власта. Бидејќи власта е повеќе од една влада. Власта е тој невидлив систем кој што го исели источниот дел на Северна Македонија, кој што Скопје го направи транзитна позиција кон иселувањето надвор. И ќе ве потсетам дека на овој начин ние само се обидуваме да се вратиме во позициите од 90-тите години. Каде што ќе падне авион, кој преживел, ќе отиде да го посетат сите да се сликаат со него. Ова стана некрофилска политика. Само оние кои што се подготвени да владеат со пепел, нема да бидат, така да кажам, изолирани од желбата, пиаровски да успеат да добијат поени и на вакви жртви. За жал владата сега тоа покажа дека е политика. Премиерот смогна сили да отиде во Кочани да се потпише во книгата, на жалост. Меѓутоа, пратениците од владеачката гарнитура, барем досега не видовме да изразат желба или да се појават во градовите, во градот Кочани и во останатите, од каде црпеа поддршка на изборите. А впрочем, што очекувате од нив? Тоа си така и така луѓе кои што се отуѓени од своите места. Ние имаме централизирана политика токму за да не се знае што се случува во секое место и да нема одговорност. И сега е обидот да се прекине линијата на одговорност, која што оди од горе до долу. Бидејќи сакавме централизирана држава, повелете ја добивме. Но тоа значи дека сега централизирана и одговорност. Дали министерот за внатрешни работи се вика Панче Тошковски или Тоше Панчевски, се една. Началниците кои што тој сега ги именуваше, беа именувани од него. Треба да каже тогаш по чии предлог ги именувал, по сопствено наоѓање, во консултација со опозиција, по барање на премиерот, бидејќи во овој временски период во кој што тој е министер за внатрешни работи, повторно биле промашени контролите. Повторно ништо не се гледало, ништо не се инспектирало. И ќе ве потсетам на уште една работа која што не сакав да ја коментирам. Сега кога е завршен погребот на жртвите, ќе спомнам за оној револт кој што се јави во Кочани. Зошто мислите дека тие луѓе отидоа и го искршија локалот во центарот? Кога кажаа дека таму станува збор за половина објекти дивоградби. Затоа што тие луѓе чувствуваат дека се оставени сами на себе и на милост и немилост на бруталниот криминал. Величковски, до неодамна секојаш вината ја баравме во соседните земји. И за Преспанскиот договор, и за договорот за добрососедство со Бугарија. Дел од тие наши соседи први излегоа со подадена рака, хуманост и поддршка во справувањето со ова трагедија. Па сите знаат дека проблемот не е ниту во Софија, ниту во Атина, ниту во Белград, ниту во Приштина, ниту во Тирана. Не е ниту во Брисел. Па зашто се одбегнуваше до сега да бидеме ние дел од траекторијата во полноправно членство во Европската Унија? За да нема контрола, прва работа. Втора, па каде ги лечиме ние нашите пациенти? Ние нашите пациенти ги лечиме во странство. За кој суверенитет зборуваме?
Трето, па зарем можеме да заборавиме дека ние во овој момент треба да инспектираме како работел нашиот центар за управување со кризи, колку пациенти се пренесени организирано, каков е форматот на работење. Значи, сега ќе ви кажам работи за кои што се сомневам, се плашам дека не функционирале добро. Затоа што ќе ве потсетам дека јавноста тоа не го знае. Плановите за реагирање во кризни ситуации од овој тип се работени уште 2004 година. Она што значеше неуспешно справување во делот на короната и третманот на пациентите. Па тоа е само еден дел од пропустите. Сега треба да провериме како функционирал и Центарот за управување со кризи, дали имаме капацитет да се справуваме со кризи од таков тип. Лечиме во странство, пожари ни гасат од странство. Што треба друго? Затоа ќе биде проблем секој сосед, затоа ќе биде проблем секој што ќе кажува за овие проблеми, само политичките партии или нивните раководства, да бидам попрецизен, нема да бидат проблем. При една ваква колективна трагедија, како ќе се артикулира, ќе се контролира овој гнев, незадоволство? Овој гнев веќе нема да заврши. Јас кажа во понеделникот, ние сме веќе поделени, но не онака како што сакаа политичките партии и олигархиите, не по етничка основа, туку суштински. Оние кои што сакаат својата држава, кои што сакаат да живеат во организиран систем во ред, кои што сакаат да се борат против криминалот, и оние другите кои што се спротивставени на тоа. Постои ли опасност? Затоа постои опасност една и единствена, а тоа е дека ќе биде токму од тие кои што сега се загрозени на овој начин од промената на толеранцијата и спуштањето на прагот на толеранција кон овие девијации, тие ќе предизвикаат политичка криза. Забележувате, никој не зборува дали треба владата да даде оставка или не, сите бараат да се најдат виновниците и тие да бидат санкционирани. Ова не е партиско прашање, ова е политичко прашање кое што за жал зрееме да го решаваме низ многу жртви. Заради тоа ќе простите, не можам да бидам и онака, да кажам, експресивен како што сум бил на други јавни настапи. Ова е преголема трагедија која што и вие, и јас, и вашите гледачи ја чувствуваме и не можеме да се однесуваме како да ни е сеедно. Дали за пожарот и жртвите е пораз и за возрастните? Секако дека да. Секако дека да. И сите сме, во тој дел сите сме задоцниле, но не сме сите еднакво виновни. Ќе бидат виновни најмногу оние кои што сега ќе речат нема потреба да се бориме, нека остане се постаро. Постфестум реакција е задоцната реакција најчесто. Жртвите не може да бидат вратени. Можеме да спречиме нови жртви, можеме да спречиме нова експлозија на насилниот криминал, на бруталниот криминал. Ќе ве потсетам, лиферацијата на дрога во 95-та, 6-та, 7-та во оној период кога започна криминализацијата. Започна токму од тој регион во Северна Македонија. Кочани беше еден од центрите. Сега видите повторно дали истото ќе се случува, каде ќе се случи. За цело тоа време беа обвинувани албанците. Сега ќе кажеме уште нешто. Да се вратиме на детонатори пред тоа. Да се вратиме на сето оно што беше покривано и овозможуваше, сетете се, осцилации. Избор на единица 3. Еднаш е за една структура, друг пат е за друга структура, политичка. Но секој што бе огромни осцилации. Зависно од тоа како партиите ќе се договореа со криминалот. Изберете дали сакате повторно така. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Секоја работа што е ставена под тепих, на крај излегува планина од која што сите ќе се сопнеме. Граѓаните единствено бараат работите во оваа држава да функционираат без привилегии за никого. Законите да важат подеднакво за секого. Ние сме контейнери од кожа, контейнери за човечки отпад, а не луѓе. Писателот Венко Андоновски во својот реквием за нашите деца. Дојдовме до овдај поради лакомоста, грабливост, сребролюбие, јавашлук, напиша Андоновски во својата колумна. Веројатно после тишина ни треба гласност. Гостин во ова издание на Трининг универзитетската професорка од Правниот факултет и председателка на Хелсиншкиот комитет Неда Здравева. Професор Здравева, зошто и со
простом правиме политичка комеморација. Она што можам како граѓанин да го кажеме дека политиката има поинакви функции, или да го забележам. Политиката има поинакви функции. Комеморациите не се дел од тие функции. Дали присуствувавте на мировниот собир пред УКИМ? Имаше ли потреба од злоупотреба на самоорганизираниот студентски собир? И дали всушност младите беа злоупотребени од страна на ректорката, на министерката? Да, бев секако дека бев, знаете како, чувството на секој наставник, на секој професор, на сите оние кои што работат со млади луѓе, дека се обидувате на секаков начин да им дадете поддршка. Моето присуство тамо, иако тоа беше еден од најтраурните настани на кои што јас сум присуствувала, и таа слика е нешто што долго ќе го паметам, бев во таа функција, да молчам додека тие се собираат, да молчам во мојата надежда додека тие зборуваат. Настанот беше најавен како час на платото на УКИМ, од тука присуството на ректорката мене не ми дојде чудно. Напротив, во одреден степен се израдував заради тоа што колку може човек да се израдува во тие моменти, дека ректорската управа, ректоратот ги поддржува иницијативите на младите колеги и колешки во академската заедница. Присуството на министерката е нешто сосем друго. Можам да ја разберам како професор да има потреба да биде заедно со студентите, но не мислам дека на такви собирања местото е на министри, уште помалку да зборуваат. Професорката и писателка Румена Бужаровска по одржаниот собир напиша: наместо да се извинат за ова што се случи, за системска неправда што со децении не убива и кулминираше во Кочани, оние што имаат власт во општеството, министри па и ректори, го узурпираа гласот на младите за нивните цели. Дали власта се исплаши од младите? Секоја власт се плаши и треба да се плаши од младите. Заради тоа што младите се единствениот коректив на однесувањето на возрастните. Ако она што впрочем се прави во општеството, колку се прави за тоа што го имаме денеска, веројатно уште повеќе се прави или треба да се прави за она што тие ќе го имаат утре. Реакцијата на власта е таква каква што е. Слушавме деновиве во овие навистина тешки моменти за различни влијанија, за различно однесување кон младите луѓе кои сакаат да се на некаков себе организиран, самоорганизиран начин, сами по себе на одреден начин да го изразат своето жалење, не само за трагично загубените животи на млади луѓе, туку и за совкупната состојба, имам впечаток, во која што се наоѓаме, и сето она што се случи за ова да не биде спречено на одреден начин. Никој не сме Дали по овој упат, всушност, можеби би се вратија асоциациите пред неколку години, кога, например, тогашниот премиер Груевски, токму тука во Александар Палас, им влета на тогашните професорки Сијановска и Ванковска. Дали всушност гласноста на научната фела, па и на младите, е своевиден крик, изблик на незадоволство, гнев, ревот, од кој власта, без разлика која и да е, се плаши? Контекстот е сосем различен. Околностите на тогашните собири на професорскиот пленум и на студентскиот пленум
наспроти овие денешни околности, знаете, тогаш колку и да сето тоа изгледаше страшно, ова денеска изгледа стотици пати пострашно. Тоа беа протести, ова се мирни собери. Тоа беше барање за реформа или за спречување на некаква квази реформа на Законот за високото образование. Ова е едноставно барање да биде испочитувана нивната тага. Дали несовесноста, неодговорноста, алчноста, аматеризмот, речи сите овие досегашни власти не доведоа во ситуација оваа трагедија да не ги открие длабоките системски пропусти, корупција, неодговорност, слаби институции, недостаток на надзор и контрола. Ова е дното, веројатно, на тие откритија. Се надевам дека нема уште некое дно под ова дно, бидејќи на сето ова вие што го рековте, системското нефункционирање на системот или пропаѓањето на системот или немање систем или кои да е описи кои што деновиве ги слушнавме, не се нешто ново што ние сега одеднаш го откривме или го видовме. Свесни сме децении наназад дека работите не функционираат онака како што треба. Сведоци сме на тоа дека гледаме кога законите не се спроведуваат. Некогаш реагираме погласно, некогаш сме потивки во тоа. Професор, зарем требаше ваква трагедија да не се случи, за сега надлежните да велат ќе се мобилизираме и нема пардон. Или обратната теза, ако не се слушаше згаснувањето на млади животи и натаму ќе толериравме хаос, нефункционални институции, ќе им се прогледува низ прсти на луѓе кои не работат согласно законите. Две тези некако загатнувате, ќе се обидам да одговорам на двете. Во разговорите со колеги, со пријатели, деновиве, знаете, зборуваме дека не беше прашање дали нешто вакво ќе се случи, туку кога ќе се случи, во кој облик, во која форма. Во зградите кои што немаат премин една меѓу друга за да може да влезе противпожарно возило или каде што се сите безобразно паркирани пред влезовите за да не може да влезе амбулантско возило или во локалите, угостителските објекти во кои не знаеме каква е состојбата со противпожарна заштита или каква било друга заштита конечно. Ние долго време сме сведоци и учествуваме во процесите дури и кога знаеме дека работите не се случуваат онака како што треба да се случуваат. Втората теза е дека ние реагираме. Ние не преземаме проактивни чекори. Кога зборам, ние зборувам за сите нас како општество. Ние бараме реакција од кога нешто ќе се случи. Ние не бараме активност или барем не го правиме тоа активно, не бараме никаква активност за доследно, целосно, навремено, безпоштедно, непристрасно и сите епитети од тој вид спроведување на законите. Дали постои законска регулатива која што го уредува прашањето како треба во конкретниот случај да изгледа угостителски објекти, каква опременост треба да има? Постои. Дали е спроведена? Не. Зошто не е спроведена? Треба да ги прашаме сите оние кои што учествувале во спроведувањето на таа регулатива. Дали можело да се направи нешто претходно? Сигурно дека можело да се направи. Зошто не треба не е направено? Тоа треба да одговори постапката која што против тие лица ќе се води. Како општество ќе научиме лекцијата за одговорност тогаш кога секој, ама навистина секој ќе одговара. Дали не мислите дека после ваква трагедија беше потребно, имајќи во предвид во
развиени европски држави демократски, после вакви несреќи следува морална и политичка одговорност, што во овој случај не гледаме во моментот. Прашањето на морална и на политичка одговорност е такво едно, за жал, растигливо прашање во нашето општество, кое што е само огледало на тоа во која состојба ние се наоѓаме. Работите мораме да ги поделиме и секој да си ги врши работите кои што според уставот и законите, како многумина што молуваат да кажат, му припаѓаат. Моето очекување како граѓанин е дека во секоја ситуација, секоја власт ќе инсистира законите да се спроведуваат онака како што се напишани, да одговараат оние кои што треба да одговараат, без да се случи ваква некоја катастрофа која што ќе однесе, јас би рекла, и 60 животи, да не го заборавиме вработениот во брзата помош, кој за жал после превезувањето на жртвите не се разбуди и ќе сериозно ќе ги загрози животите на, колку стигна веќе бројката на повредени, околу 200, и кој што ќе практично уништи цел град, ќе зацрни цел регион. Тогаш е доцна. Треба претходно. Но соочени сме со она што сме соочени и она што јас сега како граѓанин го очекувам е дека целокупниот систем ќе се стави во функција на одговорност на оние кои што се одговорни во ситуацијата и спречување на било каков следен ваков случај. Со моќта на емоциите, премиерот Мицкоски создава надеж. А ако треба од дома, за уши ќе ги вадиме. Нема враќање назад, или Македонија, или мафијата. Претпоставам дека се сеќавате на октоподот на Црвенковски 90-тите. Знаете како заврши. Ние имаме низа на носители на функции кои што ова не е ваков прв говор, кои што излегуваат со разноразни емотивни обраќања, особено во тешки ситуации, дека готово ова е последно и никогаш повеќе. И 35 години ја слушаме истата приказна. И стигнавме до оваа ситуација. Не требаше ова да се случи за да кажеме Македонија или мафијата, или дека ќе биде кој било носител на функција одговорен, дека законите, повторно ќе потенцирам, ќе се спроведуваат онака како што треба да се спроведуваат. Не треба навистина да чекаме вакви моменти за да ја покажеме нашата одлучност да се справуваме со општествените девијации. Таа одлучност треба носителите на функции да ја имаат од првиот момент кога ќе се нафатат да ја вршат таа тешка и одговорна задача. Следите тренинг гостинка во емисијата универзитетската професорка од Правниот факултет Неда Здравева. Постои ли селективност во постапките? Ќе ве потсетам дека само пред неколку месеци владата велеше нема да видите, јавноста нема да види медиумска помпа од апсења и така натаму. И тоа не е прво. Се надевав дека ситуациите на такви помпи и апсења од пред десетина години ќе бидат последни, ама очигледно дека не биле. Дали е на сцена она непишано правило кадија те тужи, кадија те суди? Па се надевам не. Возможно ли е во оваа колективна трагедија да се управува со гневот на луѓето и да се релативизира одговорноста на власта? Не знам како воопшто може да се управува со гневот, со бесот, со тагата. Да новиве прочитавме експертски мислења за тоа како тоа се прави и што треба всушност на граѓаните да им се овозможи, но не мислам дека во ваква ситуација треба да се
вклучат така наречени пиар машинери или ако се вклучени ми се чини дека некако погрешно работат заради тоа што секоја работа што е ставена под тепих на крај излегува планина од која што сите ќе се сопнеме. Граѓаните единствено бараат работите во оваа држава да функционираат без привилегии за никого. Законите да важат подеднакво за секого, без разлика кој чие, од која партија и слично. При тоа, истовремено, морам да кажам дека се научивме да подзамижуваме или некои работи кои што се случуваат да ги сваќаме дека ете така се случува. Благодарам. Тоа викам. Неда Здравен, универзитетски професор на правниот факултет и председателка на Хелсиншкиот комитет. Толку за вечера.